Да се биде хроничар за општина Битола, посебно за ридско-планинските села кои се распослани во северозападниот дел на Битолско поле, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадбинат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, до слушателот, до гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен навјудувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Битола, посебно 16 села распослани во северозападниот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот, со нивната зачуваност, разновидност и интегралност, му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Драгожани. Иако со години крстарам низ овој дел на Битолското поле, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и бидна. Времето беше летно, небото ведро, погодено токму за патување. На пат за селото Драгожани кинисав ношне рано пред да зазори, како што вели народот, уште петли непропеани на сам ден на празникот упокоение на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Голема Богородица, несел мојот веќе неколку децении верен сопатник, стариот джип со мојот камаз, кој малку го оставив не само да се одмори, туку и да се подготви за новите патешествија кои го чекаат наредниот период, туку со новиот воз кој во Република Македонија е попознат по прекарот Мао Цетунг, најсетно до Прилеп, каде што ме чекаше мојот пријател Димче Ковиловски и заедно со неговото возило се упативме по магистралниот пат Прилеп-Битола и по речиси 40 минути, како што велат србите, лагана воžња, кај крстосницата пред влезот на Битола, свртевме десно, возејќи по магистралата Битола-Демир-Хисар и по поминати 10 километри, свртувајќи лево по асфалтираното Драгожанско џаде, во раните утрински сати стасавме во селото Драгожани. Почитувани мои, 30 години патувам низ руралните региони во Република Македонија. 30 години патувам низ овие убави наши македонски села. 15 на години го крстарам, 15 на години го крстарам Битолското поле. А се разбира околу 10 години и Демихисарскиот крај. Меѓутоа овдека, ете Господ, како што тој сакал, наминав и во селото Драгожани. Да се видам со мештаните селото Драгожани, а тие да ми ги раскажат многуте приказни кои што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби. Почитувани мои, немојте да бидите малку изненадени зашто еве денеска мој сопатник е овој џип, јапански, јапанец што вика србите,
Затоа што мојот оној стар пријател тајмерот Камазот го остави малку да одмори, малку да се сервисира, малку овој да одмори душа, за да се припреми за патештествијата кои што го чекаат како во есенскиот период, така и за зимниот период. Овдека намина во селото Драгожани, како што напомнав, да се видам со мештаните, а тие да ми раскажат многу приказни што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби. О, домајчини бе! Има ли некој овде бе? Мора да има, мора да има, селото е живо е. Вика старите дека кога ќе дојдиш во било кое село, кој ќе залае кучето, ќе му каже на домајчинот дека му доаѓа гостин, а тоа ќе процени дали по карактер е гостинот добар човек или со некое, така да речеме, полоши намери, така народски кажено. Кучето кој ќе жалае неколку пати, кога ќе замавта со опашката, му каже на домајчинот дека му доаѓа гостин со добри намери. Кога домајчине, пак да викам посилно, мора да викам, знаете зашто? Затоа што селаните си има своја работа. Некој со овците, некој со јагнината, некој со тутунот, некој со жетва, некој се разбира повеќе, може би се спрема и за селска слава или куќна слава. О, домајчине бе! Има ли некој овде? Ми треба едно име овде као селово Аце, кој што се сустане на телефон и во разговорот ми каже дека негов добар пријател е мојот прв братуче целото Секлици Пецо. Ти ли си е? Јас сум. О, Аце, како си ми, добре да најдов. Аре, си ми. Супер, ти како си? Ови овде ти се, твоите се селани? Да. Јас сум Зоран. Јас сум Наско. Јас сум Младе. Драго ми е. Знајам таткото на Александр. Ете Господ сполај му, многу пати велат, вели овој Господ дека некога сакаме ние, туку кога Господ овој тоа ќе го каже. Ете ти си ми денеска домајчин, а јас со мојот соработник со Димче Ковиловски и ти бидиме гости да прошетаме ни селово, да направиме една убава репортажа, ама тогаш и мештаните ми кажаа овдека додуша кога разговараме преку телефон, ми рече дека селска слава на селото Драгожани е Голема Богородица. Па, слушај, туку вака едно рекол, ќе прошетаме село. Ајде, можеме. Ама ти овој напред, а ние по тебе. Ајде. Уште еднаш така? Ајде. Почитувани мои, може би се прашувате зошто дојдов во ова село на православниот празник посветен на Голема Богородица. Имав две добри причини. Едната мештаните да ми ги раскажат многуте приказни за историчкото битисување на нивното село, што ним им ги раскажувале нивните дедовци и баби, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, а втората ем да бидам гостин, ем да присуствувам на утринското богослужение кое се одржа во Драгоженскиот соборен храм, со која чино началствуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, да се запознам што се вели поодблизу со старите адети и обичаи, кои драгожанци ги негуваат низ вековите и ги пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација, за време на нивната летна селска слава, посветена на упокојението на Пресвета Богородица. Почитувани мои, додека со мојот поглед го разгледува хоризонтот што го окружуваше целото, за брзо време околу мене се собраа неколкумина селани кои ми велеа: добре дојде Зоране, долго те чекаме да дојдеш во нашево село. Ние тебе добро те познаваме, Зоране. Од телевизијата те познаваме. Шаде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортаживе за нашиве села. Многу убаво редум ги редиш историографските податоци, иако не се познаваме многу од историјана, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажи не се веродостојни, затоа што кога ќе излезиме пред кооперацијава, долго време си му абетиме за она што ти ни го кажуваш преку телевизорон, ми велеа. Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, како наште е сапиме,
како домароден да си во селово. Зоране, најсетне ќе појдеме во нашата Драгожанска црква, чие име го носи на Мајката Божја упокоение на Пресвета Богородица, каде денешка шабелинава на утринската литургија, со која ќе чиноначалствува нашиот селски поп, ќе се собере сето село, а најсетне ќе те прошетаме во секоја куќа, за да ги видиш старите адети обичаи, затоа што денешка на нашево село воедно му е и селска слава, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајчини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево село. Драгожанското небо беше кристално чисто, утринското сонце што толку изгреваше над Кајмакчалан, каде што утринските сончеви зраци ја навестуваа празничната атмосфера. Ширум драгожанските патчиња и сокачиња, како бисер гердан се зареди народ во правец на Драгожанскиот соборен храм. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да го видите поголемиот дел од утринската богослужена литургија, посветена на упокоението на Пресвета Богородица, која се одржа во оваа многовековна црква, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, предлагам да ве запознаам со моите досегашни историографски податоци, како за манастирскиот комплекс, чие име го носи на Света Петка, меѓу народот попознат како Драгожански манастир, така и со соборната црква, копајчи изминативе години во архивите ширум Македонија во продолжение на оваа репортажа. Втората половина на 19 век за селото Драгожани е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на башибозукот предводен од Чаја бек од селото Арматуш. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на манастирската црква Света Петка, која за време на балканските војни до темел е разрушена, и на соборната црква упокоение на Пресвета Богородица. Јас сум Васко Каровски, село Драгожани, Република Македонија. Денес се наоѓаме на ова свето место во манастирот Света Петка. Овој манастир е започнат негде, камен темелник е поставен на 31 август 2011 година. Ова да ми кажете за манастирот овде каза. Како е во минатото постоело некој манастирче или пак на кое викано место овде е направен овој манастир? Вака, некои записи во Историскиот музеј имаме проверено, не постои ништо. Ова се од генерација на генерација се пренесува и така тие сознанијата што ги знаеме и ние ги пренесуваме на помладите. Значи овде за време на Отоманската империја имало некој голем дап постоел и тука дека свето место ко почнале да се населуваат фамилиите, имало едно кандилце поставено мало и за некој празник се палело, тука се збирале. И кога почнало, имале потреба од погреби, од крштевки, од едно, од друго, почнале да копаат тука, да градат црква, манастир.
А бидејќи во Турската империја, тука во подножјето долу во селото имал некој бек, Риза бек. Имал голем имот, сите овие села скоро тој ги држал. И не му дозволил да се гради црква тука. И таму сега кај што е црквата денес, ќе го видиме и тоа место, има стари гробишта, таму била ливада на бегот и му дал едно парче таму од тоа место да погребуваат. А овдека се играле дечината тука од селото, што имало дечина. Тој Риза бек имал еден син само, 7-8 години, се играле тука и фатило детево со камења го искршило кандилото. А овие нашиве дета советувани православните дека не сме таму, ова е свето место. И кога се отишле дома по 2-3 сати, детево на Риза бек починал. Го собрал цело село тука, ги прашувал што е, како е, кај бевте, што правите. И овие му кажале таму, бевме, пробаше по кандилото, го скрше. Аз кажал дека само едно дете му било и толку што му било мака, што се налути. Му рекол да знаев, во Стамбул ќе се вратев, ќе ви купев златно кандило, само ова да не ми се десеш. Човекот се разболил, имотот почнал да се продава, не знам кој го продавал, почнале луѓето да се населуваат тука. И од тогаш и порано кажал дека тука е свето место. Значи ова место се вика Дабички. Имаше пред мене друг одбор, ама нешто тапкаше во место, не да дојде како фалба ова. Ама еден крст само имаше тука, помало од овој крст имаше направено. И тоа беше 2008 година си дојде од Австралија, пријател, Драгоржанец. Ај рече да појме да видиме што правите, до кај сте. Трајан Димовски. Негде 78-80 години сега. Дојдовме тука, ова село зарастено беше. И ми вика, знаеме за тебе, вика, знаеме дека си честен човек, ќе преземиш работава за манастирот ти, ние ќе помагаме финансиски, вие што можете тука од ваша страна, знаење едно друго зидарје, одработувајте, да направиме нешто да се знае за Драгоржан. Финансиски ние ќе помагаме колку можеме. И така, се врате назад, тој 2010 година побар од Дреч машина ни дадоа голема, терено да се изравни, ова не беше вака идеално. Дука ке што е манастирот, алтарот ке што е на половина метро длабина, колку 2 кубици камења имаше, се знае, камења за зидање, носени изгледа беа, ама имаше прекинато, немаше ништо со зидано. Го изравнивме местото, уште еднаш пак викнавме други машини, од водовод, од општина ни пуштија машина, го изравнивме теренот. И 2010 година бевме Демирхисарско во село Доленци, видовме таму едно убаво манастирче. На Да, да, зедовме димензии, едно друго човекот ни отворе таму. Дојдовме тука, ги ископавме темелите со геометар, измерено да биде према исток како што законот кажува. И така, после имаше некое натегање да се оди со документи, ени да се оди без документи. Луѓе, немојте така, ова верски објект, не правиме ние нешто обично. Ке треба некој да се легализира, да се освети, нема никој да ни дојде. Ајде, се договоривме, му кажав на свештеникот Зоран Маргулевски, свештеник тука што ние, ваква е работата. Тој се договори со владиката Петар, Преспанско-Пелагонички, отидовме кај него, ни даде благослов да поставиме камен темелник. Забрзајте, рече работата, да се стави камен темелник
и да се даде документ во општина за да ја задржиме датумот за легализација, негде до 2016 вадеше тој датум. И така се постави камен темелникот, малку се провеселивме тука и 2011. На кој празник? На Света Петка? Да, село сакаше Богородица да се вика, имаше човек така постар во години, му се јавувала Богородица и една друга жена со него, тука негдека во близина, а попо рече не можеме, не веруваме во такви работи, бидејќи вика селска слава ви е Богородица, црквата ви е Богородица, манастиро не може да го носи тој, мора друго име да одбери. И го одбраме Света Петка летно, значи во зима има и зимска, патот е лош, не може да сиди, зато го одбраме овој датум на 8 август. Драгожанската соборна црква, чие име го носи на Мајката Божја, упокоение на Пресвета Богородица, по својата архитектура представува типичен примерок на византијски стил на градба. Изградена е во 1875 година. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија. Градбата на црквата има правоаголна основа со украсена полукружна апсида на источната страна. Главниот влез е сместен на западната страна, а над него има ниша со фреска на која е насликана Мајката Божја. Споредниот влез се наоѓа на јужната страна. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Основата на градежниот материјал за незината изградба е од делкан травертински камен и крашен камен, меѓусебно поврзани со варов малтер и фуга. Кровната конструкција и апсидата се изработени од брестово дрво на две води, обложени со герамиди. Храмот има голем затворен трем на запад. Изиден е од камен со украсни појаси од тули. На североисточната страна се наоѓа двокатната кабанарија, изидена од камен, која има квадратна основа. Во нејзиниот горен дел има по една монофора на секоја страна. Покриена е со пирамидален кров од џерамиди. Во црковниот двор се наоѓаат и селските гробишта. Драгожанската соборна црква во минатото воодушевувала со богатиот фрескоживопис. Натрешниот простор бил поделен на травеи со испуштени пиластри. Во првата зона на апсидата била насликана литургиската служба на светите отци. Во средината на сцената се наоѓале светиот престол, чесната трпеза, а од двете страни светите отци, творци на литургијата, држејќи во своите раце отворени евангелија со испишани текстови од литургијата. На јужната страна биле насликани свети Јован Златоуст, свети Григорий, свети Атанасий Александриски, а од северната страна свети Василий Велики, свети Никола и свети Кирил Александриски. Во највисоката зона на сводните делови од двете страни биле насликани неколку сцени од животот на Исус Христос, а околу него од двете страни на сводот тројца пророци. На јужната страна од сводот биле насликани пророкот Езеки, пророкот Илија и пророкот Елисеј, а на северната половина од сводот пророкот Наум, пророкот Данаил и пророкот Амос, а на северниот зид била насликана представата Христос Сведржител, пророкот Мојсеј и пророкот Арон во цел раст, а на западниот зид се наоѓа фрескоживописот на тајната вечера. Во сводниот дел на олтарот се издвојувале представите на светите тројца и приготвениот престол, околу кој лебдат серафими и трони,
Исто така била насликана сцената, старецот на деновите, обкружен со серафими, ангели, тетрамофори, а над олтарниот простор Христос со сцената Вознесение. Во пониските појаси се наоѓале двопојасни ликови на пророци во медајони по 10 од секоја страна, и тоа: на југ кон олтарскиот простор насликани се пророците Исаија, Илија, Мелахи, Давид, Самуил и Михеј, а на спротивната страна од запад кон олтарниот простор пророците Захарија, Јаков и Осија, а меѓу нив и ликови на не многу познати пророци. Во олтарскиот дел следела сцената со архиереите Свети Петар Александриски и Свети Атанасиј. Во нишата од проскомидијата ериџаконот Стефан, а во олтарниот простор светите пророци Елефтерий, Поликрап и Григорий. На источниот зид се наоѓала сцената на благовештението. Исто така била насликана сцената на архангелот Гаврил и Богородица, која сцена била разделена со олтарната апсида од сцената на Пресвета Троица. Сцените на раѓањето Христово, сретението, крштевањето и воскресението Лазарево се наоѓале во подолните делови на полуоблестиот свод на јужниот зид. На јужниот зид во медаљони од исток кон запад се наоѓала сцената на светиите Силвестер, Власи, Ахили, Козма, Дамјан, Пантелеймон, Климент, Параскева и Марина. На северниот зид беднаш до олтарот во целосен раст се наоѓала сцената на светителите Евстати, Христифор, Трифон, Анани, Азири и Мисал. На северната страна на северниот зид, насликани во целосен раст, се наоѓала сцената на Свети Димитрија, Свети Ѓорѓија, каде што од оваа сцена денес е само мал фрагмент, а од десизот е останата само фигурата на Богородица. Во црквата нартексот од олтарот го одвојувал иконостас украсен со резбани венци. На иконостасот покрај апостолските и престолните икони и царските двери се наоѓала иконата на Свети Јован Претеча. Во средината на јужниот дел на нартексот се наоѓал владичкиот трон. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од видеозаписот од утринската богослужба, која се одржа во многовековното духовно светилиште, чие име го носи на Мајката Божја, упокоение на Пресвета Богородица, на православниот празник Голема Богородица, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, да го проследите во продолжение на оваа репортажа. Јако подобае тебе сјака слава, чест и поклонени Отцу и Сину и Святому Духу нини присно, веки векови благословен свети Хор, сегда нини присно и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Твој свет храм
слегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помоли И духови Твоему ќе се чита од Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме во на време влезе Исус во едно село, некоја жена по име Марта го прими во својот дом, а та имаше сестра по име Марија, која седна при нозете Исусови и го слушаше словото Негово. Марта се беше зафатила со многу работи и кога застана рече: Господи, зар не ќеш да знаеш дека сестра ми ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне. Но Исус и одговори рече: Марто, Марто, ти се грижиш и се труди за многу работи, ама само едно е потребно. Марија го избра добриот дел, кој нема да и се одземе. А кога го зборуваше тоа, една жена извика од народот и му рече: Блажена е утробата што се носела и градите од кои си се хранел. А тој рече: да, но блажени се и оние што го слуша Словото Божје и го паза. да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност. Се молиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, Мајкија пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Господ Бог во своето царство, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Вас и сите православни христијани да ве спомне Господ Бог во своето царство, сега и секогаш. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, Спомнувајте ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Почитувани мои, како мештаните од селото Драгожани, чија прославуваат нивната селска летна слава, воедно со старите адети и обичаи,
koji se prenесуваат од колено на колено, од генерација на генерација во ова село, посветена на голема Богородица, предлагам да го проследите во продолжение на оваа репортажа.
Remomčad, negdje te sokrija, grob sodroma te pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda posebna, kaj što zoveš ti zija. Ajde, zajedno Makedonci! I prekovišno, zajedno krenireme, drevna zemljo makedonska. Kada je pišano, ništa da ne videme, ti bez mene razbesele. Vedovi, zajedno krenireme, drevna zemljo makedonska. Kada je pišano, sestro, ništa da ne videme, ti bez mene razbesele. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Драгожани, но мора да се заминам од ова село, затоа што ме чекаа и другите села распослани ширум Пелагонија и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека повторно ќе наминам во ова село, саде Господ на сите нам живот и здравие да ни дава.